Најточното издание на регионалните вести ќе гледате. Нема хоспитализација, само еден новозаразен со корона за една недела во Гостивар. Сепак лекарите апелираат на предпазливост. Колку лесната достапност до информации и недостигот на законски регулативи влијаат и на брзо ширење на лажни вести. Информативно-едукативна средба на полицијата со граѓани со цел поголема безбедност во сообраќајот. Изминува цела недела со само еден новозаразен со корона во Гостивар. Инфективното оделение испишува пациенти, а нема нови приеми скоро 2 недели. Медицинарите сепак изразуваат доза на резерва и апелираат граѓаните да практикуваат одредени мерки за заштита од вирусот. Продолжуваат охрабрувачките показатели за ситуацијата со коронавирусот на подрачјето на Гостивар. Изминува цела недела со само еден новозаразен случај. Инфективното одделение испишува пациенти, а нема нови приеми скоро 2 недели. Како што информираше раководителот доктор Ратко Наумовски, моментално се хоспитализирани само 2 пациенти со ковид. Исто толку утрово биле испратени дома во добра здравствена состојба. Е мирна состојбава, имавме 4 пациенти, од кои 2 сега моментално си отидоа, значи уште 20 пациентите тука присутни. Значи едната е во потешка здравствена состојба со оксигенотерапија нон-стоп, а другиот е во подобрена општа, машко е во подобрена општа состојба. Али чекаме НОВ да поминат уште некој ден да видиме дали ќе биде постабилна општа состојба да можеме да го пуштиме. Нема нови случаи, значи тука гледам и дека немате многу и на што се пријавуваат тука во КЕР службава. Нема така, вчера прочитав дека имаше само еден позитивен од Гостивар, не знам кој е, не се јавени, не знам кајна, може да е во полесна општа состојба. Медицинарите сепак со доза на резерва и покрај ваквиот тек и стабилизирањето. Нагласуваат дека не е прогласен крај на епидемијата и апелираат граѓаните да практикуваат одредени мерки на заштита од вирусот. Предпазливост мора, значи предпазливост да имаме во секој момент, бидејќи се уште не е прогласено дека короната е завршена. Апелот до граѓаните да се придржуваат кон мерките, иако кажуваат дека маските да не се носат. Јас предлагам се уште да се носат маските кога барем бидат во затворени простории, мислам, надвор од дома. Во затворен дома сигурно не ги чуваме маските, али барем во затворени простори кај што се оди, кај што има поголем број на луѓе, да се чуваат маските, гигиената да се држува, растојанието да се држува и така. Податоците од Министерството за здравство покажуваат дека во земјава има 413 активни случаи на корона. Во регионот на Гостивар, заедно со општините Маврово, Ростуши и Врапчиште, има 14. Според категоризацијата на ризикот, земајќи ја предвид можноста за понатамошно ширење и капацитетите за одговор, се проценува дека Македонија е во фаза 1, односно фаза на регистрирани спорадични случаи на ковид, објави Институтот за јавно здравје. Колку е важна медиумската писменост во предизвикувачки времиња? Достапноста до информации често доведува и до ширење на лажни вести. Колку граѓаните знаат да разликуваат информации и да бараат сигурни извори за истите? Често се потенцира дека медиумите го создаваат јавното мислење, но колку лесната достапност до информации и недостигот на соодветни законски регулативи влијаат и на брзо ширење на лажните вести. Колку граѓаните знаат да ги толкуваат пораките на медиумите и дали размислуваат критички. Писменост, знаете што е? Мислите дека луѓето се медиумски описменети? Па не баш. Зошто? Па затоа што доста невестините, мислам, погрешно ги разбира и не ги сваќа работите како што медиумите ги пренесуваат. За жал. Колку луѓето се способни критички да размислуваат, добро да ги препознаваат пораките на медиумите? Па недоволно.
Зошто е тоа така, што мислите? Зошто? Зошто побитни са работете, економијата, без работа, со работа, со пандемијата се. И затоа не можат добро да расудуваат? Јасно. И добро, медиуми, како медиуми, колку се чита. Не верувам дека се критички. Добро ги примаат пораките од медиумите или си ги толкуваат како што им одговара? Па повеќе ги толкуваат како што им одговара и од друга страна народот веќе е доведен во тој степен да размислува повеќе нелогички отколку и критички отколку тоа според потребите моментални. Зашто во такво време живееме каде што економијата е најбитна, а економијата ја немаме. Штом ја немаш економијата и не можеш да имаш критично мислење. Дали знаете што е медиумска писменост? Мислите дека граѓаниве се доволно медиумски описменети? Разбираат што се даваат информации? Некој да, некој не. Во предизвикувачки времиња, како на пример периодот во кој владее пандемијата, особено е важно граѓаните да ги бараат релевантните и сигурни извори на информации, бидејќи собирањето лажни податоци и информации може да доведе до донесување на лоши одлуки и штета за целото општество, сметаат експертите. Најважно е медиумската писменост да биде воведена и во процесот на образование, вели професор доктор Демуш Бајрами, ректор на Факултетот за јазици, култури и комуникација при Штуловиот универзитет во Тетово. Медиумска писменост е тоа што треба да биде јавноста, односно во последно време, значи младите и децата околу тоа да се запознаат со медиумите. Значи, што е медиумите, што се медиумите, што конкретно во нивните содржини медиумите, значи како да ги читаат, односно како да се однесуваат со медиумите, значи како да ги препознаваат вистинските вести, дезинформациите, односно лажните вести, значи кои се појавуваат во нив. Значи медиумската писменост е тоа што на некој начин ќе ја описменува јавноста со самите медиуми, со самите содржини на тие медиуми, со тоа значи што прават медиумите. Значи во целина тие ќе бидат запознаени со медиумите. Тоа е, значи медиумската писменост. Значи, како пишуваат медиумите, како да се читаат тие медиуми, како да ги одбереме најдобрите содржини од тие медиуми. Значи, како да ја запознаеме или да се запознаеме со вистината што ја нудат на вестата самите медиуми. Треба да се подигне свеста околу медиумското читање, односно медиумската писменост, околу тоа, значи, секој од нас да се едуцира во врска со медиумите. Ова важи, значи, опширно за јавноста, но значи треба уште повеќе да внимаваме во делот да се креира, значи, програми во основно, средно и универзитетско ниво како посебни предмети, значи да се учат како дигитална писменост, односно дигитална медиумска писменост, така да се нарече. Кога зборуваме, значи, за ова медиумска, односно дигитална писменост, значи тоа бара и како законски решенија. Тоа треба да биде во договор со новинарите, медиумите, значи сите да бидат согласни, да се усогласи самата терминологија во самиот закон, кој ќе ги уредува ваквите прашања, бидејќи ние, како што знаеме, имаме закон за медиуми, имаме разни закони во светов, но прашањето на, дигиталните медиуми, на ова ера на нови медиуми, на социјални медиуми, значи некако е на страна. Запоставена е и мора и по ова прашање, значи, внимателно да се обрнува внимание, да се изнаоѓат задоволителни решенија. Медиумската писменост во ова модерно време станува основна вештина која треба да ја поседуваат луѓето. Бомбардирани од безброј информации, експертите сметаат дека од особена важност е да се анализираат медиумите, критички да се размислува, со што ќе дојде до развој на граѓанската свест и поголемо демократизирање на општеството. Невработени лица ќе ги чистат дивите депонии во Гостивар, зашто ќе добијат соодветен надоместок. Активноста ја спроведува Гостиварската општина преку Агенцијата за вработување. 30 невработени лица со ниски квалификации ќе расчистуваат диви депонии на подрачјето на Гостивар.
Нивниот ангажман ќе трае 1 месец, за кое време ќе им се исплаќаат дневници. Активноста ја спроведува гостиварската општина преку Агенцијата за вработување. Целта е да се даде шанса за заработка на невработени граѓани, а истовремено да се придонесе за почиста животна средина. Освен дневница, за лицата ќе биде вклучено и осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа. Доколку се корисници на социјална помош, за време траење на работното ангажирање нема да го изгубат тоа право. Беше еден конкурс од Агенција за вработување за општините и ние како општина конкуриравме и ни се одобрени ангажирање на 30 физички работници кои ние планираме и конкуриравме за чистење на дивите депонии и чистење на отпадот од населените места. Така да ова ќе го изведеме преку двете јавни предпријатија кои имат и механизација за ова работа и ќе ги контролират, односно ќе ги ангажират овие 30 работника за 1 месец. Надоместокот беше 400 денари дневница ќе ги плати Агенцијата за вработување и еден дел, односно еден мал дел, 80 денари да дополни општината. Така да за сите овие 30 работника за 1 месец и Агенцијата и општината ќе придонесат тие да земат една солидна плата, а ние да добиваме чиста околина. Дивите депонии се еден од најголемите еколошки и комунални проблеми, не само за Гостивар, туку и за целата земја. Ја загадуваат околината, земјиштето, а може да прераснат и во ризик за здравието на луѓето, како извор на зарази. Најчесто никнуваат покрај патишта или на некои позапуштени места со зелени површини. Последната студија, која била направена за Гостивар, покажала дека на територијата на општината има 11 диви депонии. Има една мапа која ги направи една агенција што соработуваше со СЕКО за време на студиите, физибилити студиите за депонијата Русино и ми се чини ги има некаде 11 локации на различити места, низ полиња, патишта што водат кон селата и така натаму. Според последните податоци од Агенцијата за вработување, на листата на невработени во регионот на Гостивар има вкупно над 10.600 лица. Од нив, повеќето, односно 7.200, се без никакво или само со основно образование. Конечна реализација на булеварот Благоја Тоска најавија од советничката група на СДСМ од Тетово на денешната пресконференција. Почитувани сограѓани, меѓу многуте проекти и реализации кои ги обезбеди владата на Република Северна Македонија за Тетово во изминатиот период, овој пат преку соработка со ТАФ вредна 9,9 милиони евра повторно се најде нашиот град. Како ворен приоритет на владата, предводена од СДСМ и премиерот Зоран Заев, се инвестициите по инфраструктурата и подобрување на условите за живот на локално ниво. Од предвидените инвестиции во 77 општини, со 23 се веќе подпишани договори, меѓу кои и договорот со општина Тетово. Во рамките на оваа инвестиција е конечна реализација на булеварот Благоја Тоска. Владата ги обезбеди средствата за експроприација за куќите и објектите кои се наоѓаат на должината на предвидениот булевар. Процедурата е во своето финале, а со овој договор започнува комплетна изградба на предвидените делови како асфалтирање, тротоари и останати инфраструктурни инсталации. Оваа долгоочекувана инвестиција конечно ќе се реализира, а ќе значи, како што им е познато на граѓаните, големо растеретување на сообраќајот во град Тетово. СДСМ знае како, СДСМ знае што е најдобро за нашата општина. Новиот проект на секторот за внатрешни работи Тетово за поголема безбедност на учесниците во сообраќајот има за цел запознавање со позначајните прописи и измени на Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата.
Под мотото само искуството е знаење, се друго е информација и едукација. Денеска во Тетово беше одржана информативно-едукативна средба со граѓани, со цел поголема безбедност на учесниците во сообраќајот. На средбата присуствуваа велосипедисти и мотоциклисти, а полициските службеници на СВР Тетово одблиску ги запознаа со правилата и прописите за нивно побезбедно учество во сообраќајот. Се вклучивме во интерактивна дискусија со присутните. Значи, укажавме на одредени законски прописи, укажавме на одредени законски измени, кои што треба да се почитуваат, а се со една цел да го заштитиме нивниот или нашиот живот. Се осврнаме и на одредени статистички податоци, кои што ни укажаа дека одредени прекршоци од оваа целна група се во пораст, додека други прекршоци се со намален број. Во рамките на проектот за поголема безбедност на пешаците, мотоциклистите, велосипедистите и возачите на електрични тротинети, чиј носител е одсекот за превенција, ќе бидат дистрибуирани околу 2000 наменски изработени флаери на македонски и албански јазик. Казнети 106 возачи кои возеле пребрзо во Тетовско-гостиварскиот регион. За период од 6 часа вчера 106 возачи возеле пребрзо на подрачјето на СВР Тетово. Прекршоците биле откриени и санкционирани во рамки на засилената акциска контрола на полицијата. Од нив 77 биле на територија на Тетово, а 29 на територија на Гостивар. 81 возач возеле со брзина од над 50 км на час над дозволената, а 14 за дури над 70 км на час над дозволената. Засилените сообраќајни контролни активности продолжуваат и во наредните денови. СВР Тетово апелира до граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и поединечно и заеднички да придонесат за поголема сообраќајна безбедност на подрачјето. 60 години од завршувањето на средното образование, годинава 15-тата генерација матуранти од Тетовската гимназија ќе одбележи преку нашата телевизија. Бидејќи поради пандемијата не се во можност свечено да прослават 60 години од матура, 15-тата генерација матуранти од гимназијата Кирил Печиновиќ од Тетово годишнината ќе одбележат со потсетување на снимената прослава на 50 годишнината. Пред 10 години најпрво одржаа школски час, а потоа на заедничка дружба се потсетија на најубавите години од животот. 15-тата генерација матуранти од Тетовската гимназија Кирил Печиновиќ оваа година прославува 60 години од матурирањето. Поради познатите околности, епидемијата, не сме во можност да ги прославиме заедно сите. Затоа, благодарение на телевизија КИС, Менада, ќе се потсетиме на прославата на 50 годишнината од матурирањето. При тоа, сме среќни што можеме да ја поздравиме нашата професорка и класен раководител Сунца Ристовска и да ја пожелиме добро здравје. Инаку, оваа генерација може да се нарече генерација на интелектуалци. Имаме 16 просветни работници, професори и наставници, 14 административни работници, 4 инженери, 4 стоматолози, 6 лекари, од кои 2 со звање лекар на годината, 4 дипломирани правници. Имаме дури и еден премиер на влада и еден собственик на најмалиот етнографски музеј во светот. Снимената прослава на 50 годишнината на 15-тата генерација матуранти од Тетовската гимназија ќе се емитува утре во 20 часот на програмата на телевизија КИС и Менада.
Овде ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.